Добар ден. Јас сум Весна Попушовска, оделински наставник во Основното училиште Александар Турунџев од село Кукуречани, Битола. Денешниот час по математика за прво оделение е од темата 1А број и решавање проблеми и има наслов читање и пишување на броевите од 1 до 10. На овој час ќе научите да ги читате и пишувате броевите од 1 до 10, да броите предмети до 10, да броите предмети и да ги поврзувате со броеви. Да ве посетам дека во секој момент може да го запрете видеото за да ги изброите предметите на сликите или пак со прстот да поминувате преку бројот кој што треба да го научите, а потоа ќе продолжите со видеото. Започнуваме со учењето на броевите. Првиот број што ќе го научиме е бројот 1. Како се пишува бројот 1? Косо нагоре, па право надолу оди, така бројот 1 ќе се роди. За да научиме правилно да го пишуваме бројот, треба повеќе пати да поминиме преку точките на бројот. Секогаш почнуваме од црвената стрелка. Коса линија нагоре, права линија надолу. Коса линија нагоре, права линија надолу. Можете да го застаните видеото и да пробате неколку пати. Тоа е бројот 1 запишан со збор, 1 запишан со цифра и 1 прикажан со бело квадратче, правилно запишан со црвена испрекината линија. Бројот 1 можеме да го покажеме и со прсти, затоа ни е потребен показалецот од едната рака. На позиционата сметалка бројот 1 е прикажан со една светло-розева плочка. А колку морковчиња има девојчето? Ајде да изброиме. 1. Запишан е бројот 1. Колку животни има? 1. Значи имаме едно прсте, една плочка, едно морковче и едно животно. Тоа е бројот 1. По 1 доаѓа бројот 2. Како се пишува бројот 2? Сега бастунче одгоре надолу накоси, па права линија напиши до крај, ова е бројот 2, знај. Ајде заедно да поминуваме по точките на бројот 2. Јас со стрелката, а вие со вашиот прст. Почнуваме од црвената стрелка. Бастунче накосено надолу, па права линија. Уште еднаш. Бастунче и права линија. Тоа е бројот 2, запишан со збор, запишан со цифра и запишан, односно прикажан со две бели квадратчиња. Правилно запишан со црвена испрекината линија. Бројот 2 ќе го покажеме и со прсти. Показалец и среден прст. 1, 2. На позиционата сметалка покажан е со светло-сини две плочки. А колку морковчиња има детето? Ајде заедно да изброиме. 1, 2. Покажан е бројот 2. Сега ќе ги изброиме и животните. 1, 2. Значи имаме две прстиња, две плочки, две морковчиња, две животни. Покажан е бројот 2. По бројот 2 следи бројот 3. Како ќе го напишеме бројот 3? Полукруг и под него уште еден го напиша ти бројот 3 вреден. Ајде заедно да ги поминуваме точките на бројот 3. Почнуваме од црвената стрелка. Полукруг и уште еден полукруг. Ајде уште еднаш. Полукруг и уште еден полукруг. Тоа е бројот 3. Еве го правилно запишан со црвена испрекината линија. За да го прикажеме бројот 3 со прсти, ќе употребиме 3 прстиња. Показалец, среден прст и домал прст. А на позиционата сметалка имаме 3 портокалови плочки. Колку морковчиња има девојчето? Ајде да изброиме. 1, 2, 3. Запишан е бројот 3. А сега ќе ги изброиме и животните. 1, 2, 3. Значи имаме 3 прстиња, 3 плочки,
3 морковчиња, 3 животни. Тоа е бројот 3. По бројот 3 доаѓа бројот 4. Како ќе го напишеме бројот 4? Коса надолу, па права линија десно и одгоре право надолу го напиша 4 лесно. Сега ќе поминиме неколку пати по точките. Почнуваме од првата стрелка. Коса линија надолу, па права надесно и одгоре надолу права линија. Уште еднаш. Коса, права линија и одгоре надолу права линија. Тоа е бројот 4. Правилно запишан со црвена испрекината линија. За да го покажеме бројот 4 со прсти, ќе ги употребиме показалецот, средниот прст до малиот и малиот прст. 1, 2, 3, 4. На позиционата сметалка имаме 4 розови плочки. А колку морковчиња има детето? Ајде заедно да ги изброиме. 1, 2, 3, 4. Запишан е бројот 4. Ајде да ги изброиме и животните. 1, 2, 3, 4. Значи имаме 4 прстиња, 4 плочки, 4 морковчиња и 4 животни. Тоа е бројот 4. По бројот 4 доаѓа бројот 5, а него ќе го напишеме на следниот начин. Права линија налево горе, па надолу до пола стои, полукруг заврти од десно кон лево, напиша 5, тоа е број. Ајде заедно да повторуваме по точките. Права налево, права надолу до половина, полукруг. Уште еднаш. Права линија налево, права линија до половина и полукруг. Тоа е бројот 5. И 5 правилно напишан со црвена испрекината линија. За да го покажеме бројот 5 со прсти, ќе употребиме едната рака и ќе ги покажеме сите 5 прстиња. Значи 1, 2, 3, 4, 5. На позиционата сметалка имаме 5 темно-сини плочки. Девојчето покажува кон бројот 5. Ајде да провериме дали има точно 5 морковчиња. Заедно ќе броиме. 1, 2, 3, 4, 5. Значи точно е. А колку животни има? Ајде да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5. Значи имаме 5 прстиња, 5 плочки, 5 морковчиња, 5 животни. Запишан е бројот 5. По бројот 5 следи бројот 6. За да го напишеме него, треба да направиме вака. Бастунче од десно горе надолу, па оди право, заврти десно, круг затвори, го напиша 6, браво. Ајде заедно да ги повторуваме точките на бројот 6. Почнуваме од црвената стрелка. Бастунче право надолу, вртиме десно, затвораме круг. И уште еднаш. Тоа е бројот 6. 6 правилно напишан со црвена испрекината линија. За да го направиме бројот 6 со прстиња, потребни ни се двете рачиња. Значи, 5 прстиња од едната рака и едно од другата рака, заедно се 6. На позиционата сметалка имаме 6 светло-зелени плочки. Колку морковчиња има детето? Ајде да ги изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Покажува кон бројот 6. А колку животни има? Ќе ги изброиме и нив. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи имаме 6 прстиња, 6 плочки, 6 морковчиња и 6 животни. Тоа е бројот 6. По 6 доаѓа бројот 7. Како ќе го напишеме бројот 7? Еве вака. Линија права надесно горе, па коса додолу напиши со рака,
На средина црта го напиша 7 без мака. Знаете, повторуваме по точките почнувајќи од стрелката. Права линија надесно, права линија додолу коса и права линија на средина. Ајде уште еднаш. Права надесно, права надолу коса и права линија на средина. Тоа е бројот 7. 7. Како ќе го направиме 7 со прсти? На едната рака 5 прстиња и на другата рака 2 прстиња, тоа е бројот 7. На позиционата сметалка имаме 7 светло сини плочки. А колку морковчиња има девојчето треба да изброиме. Ајде, броиме заедно. Можеме и оддолу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Запишан е бројот 7. Колку животни има? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значи 7 прстиња, 7 плочки, 7 морковчиња, 7 животни. Запишан е бројот 7. Воочувате дека овде бројот 7 е напишан без цртичка. Значи бројот 7 некогаш некој го пишуваат со цртичка, а некој без цртичка. После 7 следи бројот 8. За да го напишеме, треба да одиме по точките тргнувајќи од средина. И тоа вака. Полукруг лев сврти, надолу десно заврти до средина и пак лево и пак десно реди, 8 кадоби, по него друг број следи. Ќе повторуваме по точките на бројот 8. Можеме да направиме за полесно да ви биде вака. Круг нагоре, круг надолу, круг нагоре и круг надолу. Тоа е бројот 8. Запишан со црвена испрекината линија долу. Можете да повторувате и по него. Тоа е бројот 8. За да го направиме со прсти, потребни ни се 5 прстиња од едната рака и 3 прстиња од другата рака, заедно 8. На позиционата сметалка имаме 8 кафеави плочки. По нив е запишан бројот 8. Колку морковчиња има детето? Ќе броиме. Ајде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Запишан е бројот 8. А колку животни има? Ајде заедно да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 прстиња, 8 плочки, 8 морковчиња, 8 животни, тоа е бројот 8. По 8 доаѓа бројот 9. Ќе го напишеме вака. Мал круг горе од десно кон лево, надолу право, бастунче налево сврти за 9 да се заврти. Ајде заедно да поминуваме по точките. Знаете, почнуваме од црвената стрелка. Цртаме, пишуваме круг и надолу бастунче. Значи уште еднаш ќе напишеме круг и едно бастунче налево. Тоа е бројот 9. Еве го правилно напишан со црвена испрекината линија. За бројот 9 ќе покажеме 5 прстиња од едната рака и 4 прстиња од другата рака. На позиционата сметалка запишан ни е бројот 9 и над него има 9 жолти плочки. Може да го заприте видеото и да ги изброите плочките, а потоа да продолжите со видеото. А сега, колку морковчиња има девојчето? Ајде да изброиме заедно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Покажува кон бројот 9. Ајде да ги изброиме и животните. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи имаме 9 прстиња, 9 плочки, 9 морковчиња, 9 животни. Тоа е бројот 9.
И остана последниот број. После 9 доаѓа бројот 10. Како ќе го напишеме? За 10 единицата напиши ја, а потоа направи вака. По крај неа круг издолжи се вика 0 и научи броевите така. Ајде да повторуваме, за да го напишеме бројот 10. Почнуваме од оваа стрелка. Коса нагоре, права надолу. Издолжен круг, тоа е 0. Коса нагоре, права надолу, издолжен круг. Го напишавме бројот 10. Правилно е напишан со црвени испрекинати линии. Воочувате дека го пишуваме со две цифри, со една единица и 0. Тоа е бројот 10. За да го направиме бројот 10 со прсти, потребни ни се двете раце. 5 прстиња на едната рака и 5 прстиња на другата рака, заедно 10. На позиционата сметалка имаме 10 црвени плочки. Детето го покажува бројот 10. Да провериме колку морковчиња има. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А сега ќе ги изброиме и животните. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи имаме 10 прстиња, 10 плочки, 10 морковчиња, 10 животни. Тоа е бројот 10. Браво, ученици! Научивте да броите од 1 до 10 и научивте да ги пишувате броевите од 1 до 10. А сега ќе се провериме колку точно знаеме да броиме и да пишуваме до 10. За тоа ќе ни бидат потребни неколку вежби. Во првата вежба треба да ги погледнете сликичките, да ги изброите животните на нив и да го покажете бројот за секоја сликичка. Запрете го видеото и избројте, покажете го бројот, а потоа продолжете со видеото и проверете заедно со мене. 1 петел, 2 пајки, 3 крави, 4 жаби, 5 ежиња, 6 коњчиња, 7 врапчиња, 8 бубамари, 9 глувчиња и 10 вилински коњчиња. Браво ако ги погодивте сите броеви, а доколку сгрешивте, не се грижете. Запрете го повторно видеото и повторно избројте ги животните. За следната вежба потребно е да ги поврзите свекичките во правоаголниците и тортите. На средина имате 10 торти. На нив има по една свекичка со запишан број од 1 до 10. Запрете го видеото, избројте ги свекичките во секој правоаголник и поврзете ги или покажете со прстот кон тортата која го покажува бројот на свекичките. Потоа продолжете со видеото и проверете заедно со мене. 3, 7, 2, 9, 5, 10, 1, 4, 6, 8. Ако погрешите, избројте уште еднаш. За следната вежба ќе ви биде потребна вашата училишна тетрадка. Во неа треба да ги напишете броевите од 1 до 10, еден по друг, надолу. Не треба да ги цртате ниту животните, ниту табелите. Туку, покрај секој број треба да нацртате онолку кругови колку што покажува бројот. Запрете го видеото, нацртајте ги круговите, а потоа проверете со мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вака научивте да броите од 1 до 10. Значи на овој час броевме од 1 до 10. Ајде уште еднаш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Тоа се броевите од 1 до 10. Всушност, тоа се броевите на првата десетка. На рацете ќе добиеш смешко и петка, затоа што ги научи броевите од првата десетка. А сега една активност заедничка за вас и за вашите родители. Треба да направите картички за броевите од 1 до 10. На секоја картичка треба да биде запишан бројот со цифра, со збор и со сликичка. Можете да нацртате или пак да залепите сликички. Овде се напишани броевите од 1 до 5, а на овој слайд од 6 до 10. Со овие картички ќе научите правилно да броите од 1 до 10 и ќе научите правилно да ги пишувате броевите од 1 до 10, така што со прстот ќе поминувате по бројот. Се надевам, ученици, дека ви беше забавно броењето со мене од 1 до 10. Ви благодарам на вниманието. Ќе се видиме на следниот час, кога ќе ги учиме броевите поголеми од 10.